Здраво и добре дојде на новата сезона, подкаст број 1, во кој што ќе зборуваме за раст пати 10. Зошто раст пати 10? Затоа што се живо веќе се менува брзо и доколку твојот бизнис расте 5% и 10% на годишно ниво, тоа значи дека веќе заостануваш затоа што инфлацијата ти е толку и малте не ја повторуваш истата година, цените се подигнаа и ти ако гледаш вредносно, нели, колку си направил промет 2023, а колку 2022, ќе забележиш дека 10-20% имаш раст, што значи ти немаш раст, туку прометот ти е идентичен со минатата година, а тоа значи се должи на инфлацијата. Цените самите се покачија, значи твојот бизнис не пораснал. Сега, кога ја правиме оваа вежба со предприемачите на мастермајнд кои што доаѓаат, а мастермајнд е растегнување на памет или група на луѓе кои што размислуваат, а не работаат. Ја правиме оваа вежба и ова, знам, секогаш им создава главоболка. Тоа е дека дали е можно прво да постигнеме раст пати 10, дали не е можно, дали е млатење слама или едноставно се подготвени, не се подготвени, има милион прашалници. А зошто? Затоа што луѓето кои што имаат работнички мајндсет размислуваат следно. Ако правам промет пола милион евра и работам по 10 часа на ден, логично за да заработам, односно да направам промет од милион евра, тоа значи дека треба ја да работам сега по 20 часа. И ова знаеш дека не може. И еве ти проблем. И што размислуваат најчесто луѓето? Сега не ме гледаат децата, ме нема дома цел ден, не можам да одам не знам, ни фитнес, ни движење, ни хоби, ни здравје, ни здрава храна, ни ручек еден ме нема дома. А замисли, ако имам дупло поќе работа, значи најбав. А каде ли е па тоа пати 10? Овде е поентата. Што вика Чичко Алберт Ајнштајн, Бог да опрости, дека не можеш да го решиш проблемот на идентичен начин на кој што си го создал, или со други зборови кажано, дека не можеш со исти активности кои што си ги правил до вчера да добиеш нови резултати. Односно ја докажа како дефиниција на лудост. Па еве ти ја поентата. Ако сакаш да скалира твојот бизнис пати 10, логично е дека треба најголем дел од задачите, од активностите, од робата, од услугите, од активност, се живо што правиш до сега, само што повеќе од тоа да отфрлиш. И за почеток, кога ја правиме оваа вежба, ги запишуваме сите можни производи, сите можни услуги, сите активности кои што ги прават луѓето и полека чистиме, отфрламе. Исто како жениве кои се, нели, кога имаат нагон у пролет, кои чистат плакари и чуда, ја проветруваат цела куќа или стан, идентично и ние го чистиме цел бизнис. Зошто? Затоа што со тек на време, како подрум што се создава ѓубре, и у нашиот бизнис исто се создава ѓубре. И од клиенти, и од вработени, и од роба, и од залиха, и од непотребни глупости, од се, брате мој, од се се создава ѓубре. И затоа сега е фантастичен период, зима за размислување, пролет за активности, за да можеш следната сезона, ја не знам кога е твоја следна сезона, ама сум сигурен доколку го примениш ова, дека твојот резултат пати 10 е сосема нешто нормално. Значи, првиот чекор за раст пати 10 е помалку, а не повеќе. И овде често луѓето се збунуваат. Зошто се збунуваат? Затоа што кој ќе ги запише куп активности кои што не треба да ги прави, има страв. Како да имал до вчера 1000 производи, сега треба да остане со 510. Проблем. Не е проблем, брат. Комплицираш. Затоа што ако ќе направиш анализа, ќе видиш дека од 100 производи, 80 ти стојат по полиците, поминуваат рокови или, не знам, се создава мртов лагер, или едноставно ќе забележиш дека најголем дел од услугите кои што ги продаваш или ги нудиш, ќе видиш дека се вртат на прсти неколку производи или услуги, а сето останато само мислиш дека се продава, а всушност не се продава. И поготово кој ќе влезам у некоја продавница или бизнис кога ќе погледнам, кој ќе видиме буквално пазар, нели, па не знаеш дали продава зеленчук, дали продава овошје, дали продава текстил, водовод, канализација, цевки или тетратки за школство, значи лудило, не знаеш за што е специализиран. И на тој начин што правиме? Отфрламе се живо, оставаме тоа што функционира, тоа што не функционира надвор. За ова знам дека треба храброст, ама сети се дека храброст и ризик се еднакво на предприемништво. Ако се плашиш, гурај, брате мој, како ти одговара до сега. За мене кога станува збор, ја немам 100 производи, се држам до оние 3 кои што ги имам,
си ги работам тие со мала група луѓе, си оди секако што треба, фокус на идеален клиент, за секогаш се подобрувам како се трудам да се подобрам, како подобро да добиваат резултати за што пократко време, значи фокус на клиент, а не на заработка, на количина на производи, не фокус на алати, машини, опрема, затоа што таа трка кон дното, затоа што колку и ти да мислиш дека си голем, колку да мислиш дека ти треба машини, алати, опрема, објекти, чуда, кога и да се завартиш околу тебе, секогаш ќе забележиш поголема фирма со подобри, не знам, услови за работа, со повеќе вработени, значи повторно доаѓаме до заклучок дека помалку е повеќе и дека ако сакаш твојот бизнис да скалира пати 10, треба да се ослободиш. Или, еве ти еден пример, замисли сега кога еден војник би облекол полна ратна опрема и не само лична опрема, туку да земе, не знам, еве цел арсенал што постои, не знам, тамо по магазини, да се обиде да ја земе се на себе и да земе да трча со денови да војува. Таа битка е изгубена затоа што едноставно ќе се умори уште пред да започне со работа и логично еве ти зошто предприемачите се заморни. Затоа што наместо да се фокусира на еден производ, на еден клиент, на една понуда и да биде доктор, мајстор за таа услуга или производ, тие на тој начин само ја пропуштаат приликата да растат, затоа што 10% се у оператива, 20% се у набавка, 30% се у продажба, 4% разговараат на телефон, 6% идат на кафе и кој ќе видиш, пријателе мој, цел ден ти поминал, што сработа ништо, што допринесе нешто ново, ништо, остануваат преписките од вчера, од некнија, од нова година и еве и јануар веќе полека го завршуваме и ќе забележиш дека се вртиш у круг. Пред минатата година, сега баш ми дојде една идеја да ти го илустрирам ова и како кои работи се ценат и како функционира светот за квантен скок во бизнис. Минатата година бевме во Париз, во музејот во Лувр и сигурен сум дека знаеш, таму се буквално најдобрите светски слики, уметнички дела, скулптури и останато и шетајќи по ходниците, а насекаде има по нешто. Бевме со водич, беше фантастично, за секоја слика има своја приказна, позади секое дело има своја приказна и како што одевме на едно место, дојдовме до една скулптура на Михеланџело, каде што доколку на самата скулптура прочиташ доле, пишува, века, јас не создавам никакви дела, јас не сум никаков научник, јас никак не сум ништо надпросечен, туку едноставно во секој камен вели дека постои ремек дело, моја задача е само да го отварлам вишокот. Или што тоа би значело, кој камени да земе, коцка, квадрат, не е битно, што прави он? Ќе замисли како треба да изгледа таа слика, односно како треба да изгледа тој финален производ и полека само ги отфарла, нели, вишокот од каменот. Ова треба да го направиш и твојот бизнис. И еве сега ќе ти кажам како тоа можеш да го направиш. Значи, првиот чекор се, само да те подсетам, е да запишеш све живо, производи, услуги, луѓе, вработени, значи све живо да погледнеш сите 9 сегменти на твојот бизнис, да запишеш и се што не ти се допаѓа, све што не функционира, све што не се троши, едноставно аут, чисти. Втора работа што треба да направиш за да скалираш пати 10 е само да седнеш и да размислиш, а многу едноставно, кога и да им поставам прашање на луѓето, одмаха од пушка знаат да кажат. Кој е твој идеален клиент, или да не ти комплицирам со термини, со кој, сети се, само размисли, од сите клиенти кои што ги имаш до сега или си ги имал во минатото, со кој клиент буквално си сакал и си рекол, вакви да ми се сите, бомбона, да ти е кејф да работиш. Помисли на момент само на тој човек. Машко, женско, стар, млад, небитно. Супер. Сега второ прашање, како дојде до него? Дали дојде од социјални мрежи, дали дојде од Инстаграм, од Фейсбук, од LinkedIn, од YouTube, од, не знам, од пријатели ти го пратија на препорака. Како дојде до тој човек? Како дозна тој до тебе? Како дојде? Ќе забележиш дека има еден образец кој што вика дали е на препорака, дали од Инстаграм, како и да е. Само сети се. И сега од додека го зборам ова, земи еден лист А4
и само запиши. Например, идеален клиент е Перо, пиш шоп, супер, пиши Перо. Од кај дојде? Од Инстаграм, супер, пиши Инстаграм. Следна работа или нели препорака, небитно. Океј. Сега, што правевте разговор со Перо? Што се интересираше? Тоа и тоа. Кој прашање ти ги поставуваше? Тоа и тоа. Колку пати разговаравте? 5 пати разговаравте. На кој начин сака да комуницира? Во живо да се види. Океј, уживо да се види. На Zoom, на телефон, небитно, како и да е. Супер. Што ти бараше Перо? Па ти бараше услуга таа и таа. Океј. Што сакаше друго да дознае? Тоа и тоа. Зашто беше највеќе загрежен? За тоа и тоа. Што се сомневаше, дур се објаснувавте? Тоа и тоа. Супер. Сега, значи, кога ќе ги запишеш овие работи, веќе имаш 5-6 ставки или чекори кои што ти го одгатнува процесот како функционира или како сака твојот идеален клиент да купува од тебе. Добро. Дојдовте до решението, така. Супер. Начин на плаќање, услови на соработка, како комуницираш, пиши, значи тоа е омилениот начин на соработка. Следна работа, што дополнително ти се трудеш? Зошто се трудел дополнително? Овде прават сите луѓе број еден грешка. На секој еден клиент се трудат да му се посветат максимално што може. Дали клиентот плаќа 5 евра, 500 евра, 50.000 евра, они сите се трудат на сите, затоа што сите носиме еден образец од детство, а тоа е кој те праши човек, одговори му. Услужи го ти како домаќин, како што треба. И се тоа несвесни образци кои што ги повторуваме, но само да те подсетам. Колку пари заработуваш на час? Ова предприемач кој што не го знае, проблем е буквално број еден. Колку пари заработа цела година минатата? Чисти, оданочени. Колку време работиш во текот на еден месец, една недела, еден ден? Подели го износот и ќе дојдеш до колку заработуваш на час. Да речеме заработуваш, не знам, 100 евра на час. Колку даваш просечна плата? Да речеме 500 евра. Колку часа работаат твоите вработени? 8 часа на ден. Колку му е него работна, колку му е час, колку вреди час? 3 евра. Или не цели 200 денари. Колку производи услуги продаваш? 100 денара, 200, 300, 500. 1000 денари, небитно. Супер. Па еве ти ја поентата. На кому колку време му вложуваш? И дали твоето време е идентично со времето на вработените? Ако твојот час вреди 100 евра, а ти продаваш еден час 200 денара производ, ти си жив трошак. Порно да не го продаваш тој производ или услуга, отколку да трошиш време. Следна работа. Затоа ти викам, се живо запиши и се што твојот час е надвор, поголема вредност има од она што го работиш, едноставно делегирај го или дај го некој друг да го работи. И овде паѓа 99% од предприемачите кои што викаат: ја ако не се потрудам, знаеш, па после он ќе иде на друго место, па ќе ми каже, па ако не е задоволен, па друго е, па све мене ме бараат, па супер. Океј, ако размислуваш вака, терај по своje. Ако сакаш да го скалираш бизнисот пати 10, секогаш, кога и да дојде било кој еден клиент, прво прашање јасно ти е. Или, ако се враќаме чекор назад, поентата е следно. Ако ти продаваш премиум производи, ако ти си премиум човек, поентата во премиумот е да бидеш невидлив. Оти кога ти си на располагање на сите околу тебе, а сите се трудат да ти земат време, сите се трудат да те добијат, денеска е многу лесно, ако не те наоѓа на телефон, ќе те најде на Skype, ако не на Skype на Viber, ако не на Viber на Slack, ако не на Slack на Snapchat, ако не на Messenger, значи секако ќе те најде на мејл или не знам што. Луѓето порано нели мораја да дојде или кај нас у канцеларија или не знам у продавница, а денес имаат на 1001 начин како да дојдат до нас, што значи дека денеска си многу лесно достапен. Затоа, пријателу мој, треба да размислиш за кои клиенти ти си достапен, а за кои клиенти не си достапен, туку мора да оди преку вработените. И затоа правиме сегментација на производ, на услуга, на клиенти. Да се вратиме на Перо. Ако Перо е твојот идеален клиент, ако веќе ја откри патеката по која што се движи Перо, цел твој бизнис насочи го само кон овие чекори. Дошал на препорака? Да. Како дојде на препорака од тој пријател? Кај го дојде тој пријател? Тамо го најде.
Само тоа повторувај го. Дошол од Facebook, супер. Прави го тоа само како што дошол тој. Дошол од реклама, супер. 100% на фокус на таа реклама. Значи, буквално седни и изанализирај го овој патерн или овој образец до кој што си дошол, повторувај го истиот и ќе забележиш дали ќе ти доаѓаат повеќе такви или ќе ти доаѓаат сва и свашта. А знаеш што е реалност? Реалноста е дека тие ти се секој ден околу тебе, ама проблемот е што ти не ги забележуваш. Оти ние имаме куп задачи, многу малку размислуваме, немаме јасна стратегија и подоцна ние, луѓето, премиум клиентите ни се пред нас, а ние не можеме да ги препознаеме. И еве ти го проблемот. Сега, да направиме резиме на сето ова. Значи, дали е возможно скалирање пати 10? Да, ама не на принцип како што си работил до сега. Тоа значи дека 80-90% од начинот на кој што си функционирал сега, едноставно треба да го напуштиш тој дел. Следна работа. Дали е нормално да скалираш пати 10? Океј, земи лист и пенкало, нацртај една линија од денот кога си се родил до денешен ден. Тоа е твојата животна линија. Само седни и запрашај се. Во кој период имаше најголеми квантни скокови? Кога ти заработа највеќе пари? Кога дојде до најголем број клиенти? Кога вработи најмногу луѓе? Кога успеа да добиеш, не знам, најголем раст у бизнис? Или на останати животни сегменти, небитно. Само запиши ги тие и ќе го видиш тој скок како се случувал. Кога и да видиш тој скок кој што се случувал во минатото, седни и размисли и ќе дојдеш до заклучок дека пред секој скок квантен пати 5, пати 10, пати 20, секогаш предходно стоело некоја незадоволство, фрустрација, криза, каква и да е, здравствена, економска, не знам, финансиска, каква и да е криза. Си се фокусирал само на една работа и таа природно скокнала пати 5, пати 10. Па еве ти го одговорот. Дали ќе чекаш повторна криза, кога конкуренција ќе те уруши, затоа што не работиш на маркетинг, не работиш на брендинг, не работиш на чистење на организација и подобрување на процеси, и одеднаш ќе сватиш дека те бомбардирале и ќе мораш тоа да го направиш, или едноставно сега, додека е мирно, додека немаш никакви предизвици, ќе седнеш само и ќе размислиш и ќе забележиш дека ти у животов до сега, ама баш 100 пати си имал квантен скок, пати 5, пати 10, пати 100, и дека е сосема нормално, и не е нормално да ја го скалираш бизнисот и да го растеш, не знам, 5%, 10% годишно, затоа што инфлација беше двоцифрена минатата година, 17-18%, и доколку ти прометот ти е покачен за 18% од минатата година, тоа значи дека ти ништо не си го пораснал твојот бизнис, туку едноставно рипнале цените за 20% и ти повторно се наоѓаш на идентично место. Се покачиле платите, се покачиле режиските трошоци, се покачиле репроматеријалите, се покачил и прометот, ама ти повторно се наоѓаш на иста позиција. Значи, кој ќе расчистиш трошоци, чуда овоно, повторно ти останува иста количина. Еве ти. Сега, следна работа што треба да размислиш. Дали е подобро да имаш 100 вработени, кај што не се знае кој јаде, кој пие или просечни, или е подобро да имаш 10 специјалци, добро платени, кои што ќе гинат и за себе и за својот бизнис. Зошто викам гинат? Затоа што се мотивирани. За 500 евра кој е мотивиран? Ниеден. Ама ако има добра основица, добар бонус, да видиш како ќе се мотивира, затоа што му е реално опипливо, остварливо, дека и он преку твојот бизнис може да ги оствари своите соништа, наместо да му лета паметот у Германија, може да си заработа овде. Значи, поентата е ти да разговараш со твоите вработени, што сака, што не сака, и да полека да му овозможиш. Сите оние кои што се од најниска вредност, не слуша, недисциплиниран, гледаш дека се однесува џабе и му збориш. Едноставно, рак у фирма, само брате мој, сега е шансата, чисти ѓубре, затоа што види, 2024 ќе летне вака, исто како и 2023, и кој ќе гледаш следната година, исто во видео, само ќе ти биде криво зашто не си ја послушал оваа лекција. А верувај дека кога и да ја правам овие вежби со учесниците на Mastermind, буквално за 90 дена од прилика веќе се забележуваат првите резултати, каде што работаат помалку, имаат подобри клиенти, имаат подобар профит, имаат повеќе време за себе и за семејството, одеднаш буквално почнуваат да дишат.
Зошто да чекаш криза кога можеш сето ова да го направиш и е сосема нормално. Сега каде доаѓаме до клучот? Па клучот е кога ова подкаст епизода или видео, не знам каде ќе го гледаш или слушаш, поентата е да не биде во движење, поентата е да не биде, не знам, додека чекаш у ходник некаде, или не знам со телефонот у рака додека се движиш, како и да е, туку поентата е стисни стоп и направи си подсетник да го гледаш ова кој ќе дојдеш време, дома, обезбеди си 15-20 половина час да го прегледаш ова видео и обезбеди си уште барем еден час да седнеш и да поминеш чекор по чекор се овие што ти ги кажав и да ги запишеш. И знам одлично искуство пред 10 години, кога прв пат почнав да гледам подкасти, да одам по курсови, да одам по семинари или ќе читам некоја книга или како и да е, и само ќе прочитам, ќе ми дојде нешто интересно, завршило тоа и оди на друго видео, на друга книга или не знам што, и мислев дека луѓето нешто кријат, дека уште нешто, дека кога они кажуваат, ама сигурно нешто ми крие што е важно или не знам што, и ова 100% можат да ти го потврдат учесниците кои што се на мастермајнд, дека јас сум истиот, дали некој ми плаќа или работам бесплатно, дека буквално истото го зборувам, истите вежби ги правиме. Единствената разлика која што тие ја добиваат, а ти во моментот не можеш да ја добиеш, е фидбек од моја страна, затоа што ти ова ќе го слушаш и остануваш со твојот памет да пишуваш, решаваш, и ја не можам да ти кажам што си направил добро, што е лошо, што треба уште еднаш да преработаш, на што треба да се вратиш, или да собереш храброст, да ти речем, чекај, Перо, полека, дај, испарли ова, ајде. Значи, таа е разликата што не можам, нели, немаме интеракција. Инаку, се ова што ти го зборувам буквално е идентично, и ако не си дел од мастермајндот и секако и не можеш да бидеш сега, нели, уписите не се уште во тек, буквално примени си го ова, немој да чекаш, немој да губиш време додека има следен упис, па додека ова ти го објаснувам, па додека ти го имплементираш, немој да си губиш време, седни, прегледај го, чекор по чекор, запиши и нека ми простат, ама имај муда еднаш како прав предприемач да очистиш ѓубрето буквално во секоја смисла, ослободи се од услуга, од производи, од клиенти, од вработени, од се она што ти е вишок. И знам дека ќе ми пишеш писмо после на 90 до 100 дена и да ми кажеш фала, како што еден куп луѓе ми пишуваат секојдневно, дека едноставно ова што го зборувам функционира. За самиот крај да те подсетам, односно да те известам, дека на 24 февруар во хотел Хилтон ќе одржам еден тренинг на тема скалирање, систематизирање и одржување, значи под наслов скалирај, систематизирај, одржи. Овој тренинг го правам еднаш годишно, така да сега ти е прилика, доколку сакаш да го скалираш твојот бизнис, да изградиш системи, се ова што ти го зборував Перо и сите останати, како сето тој систем да функционира и да опстои на долг период, значи да го одржиш оној раст кој што си го создал. Да видиме дали си подготвен или треба некои чекори да завршиш пред скалирање, во смисла на тим, во смисла на организација, во смисла на ресурси, како би бил подготвен. Од друга страна, ќе погледнеш директно во принципите кои што ги работам со групата на мастермајнд учесници, конкретни вежби, конкретни задачи и конкретно семинарот, односно тренингот, буквално ќе излезеш со јасна скрипта, со јасна стратегија за цела 2024 година. Ќе ги пронајдеме сите места кои што треба да ги отфрлиш и на што да се фокусираш, да бидеш ласера на сјалица. Ќе креираш акцијски план и буквално кога имаш кристална јасна слика, кога имаш јасен фокус, кога имаш јасна мотивација, буквално си осуден на успех. Можеш под ова видео да погледнеш во пријавата, ми побрзај, резервирај на време. Сабота, 24 февруар, хотел Хилтон од 10 часот започнуваме, завршуваме во 17 часот, значи од 10 до 5 имаме пауза за ручек, за кафе, за се останато, имаме мастермајнд столчиња, имаме мастермајнд вежби, значи имаме интеракција и конкретно немаме филозофирање, нема празни муавети, туку конкретно директно добиваш работни материјали, работиш чекор по чекор во твојот бизнис, ти давам фидбек, решаваме се што треба и нема шанса 2024 да немаш квантен скок. Се надевам дека ќе го примениш ова или насока која што ти ја давам и доколку се пријавиш, секако се гледаме во среда, во сабота на 24 февруар. Поздрав од мене и секое добро.
Ти благодарам што одвои време да ме слушаш на овој подкаст. Доколку сакаш да соработуваш со мене, најдоброто место е да се информираш за актуелните понуди е www.aleksandarkochovski.com и секако немој да заборавиш да се претплатиш на мојот ньюслетер, каде што исто споделувам бесплатни информации и навремено ќе дознаеш за сите бесплатни онлайн тренинзи.